Почитувани љубители на спортот, почитувани гледачи на КМ телевизија, вие го гледате спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Денешниот спортски преглед ќе го започнеме со она што беше најактуелно минатата недела, а тоа секако е настапот на македонската фудбалска репрезентација. Второ издание на Лигата на нации на УЕФА. Македонија е во групата 2, го одигравме веќе и првиот надпревар против Ерменија на домашен терен, забележавме победа од 2:1 со головите на Еджан Алиевски во 6-та минута од пенал, потоа во 39-та минута повторно пенал, овој пат прецизен беше Илија Несторовски, додека во 95-та минута Тигран Барсегјан намали на 2:1 исто така од пенал. Значи, гледавме еден надпревар не толку квалитетен, немаше многу возбудувања, меѓутоа видовме 3 пенали и секако она што е најважно, победа за Македонија. Ова Лига на нации е малку поразлична од претходната, сега сме во С дивизијата и ова е квалификацијска за светското првенство, односно двете најдобри репрезентации кои што нема да обезбедат пласман на светското првенство или во бараж за светското првенство ќе се вклучат на оние екипи од регуларните квалификации кои што ќе играат во баражот за пласман на светското првенство и ние бидејќи сме во дивизија С и математички никако не можеме да бидеме во тие две репрезентации бидејќи има многу, дури 32 селекции се пред нас. Така што за нас тука единствено може да бркаме прво место во група и пласман во Б дивизијата или да бркаме опстанок и да не се вратиме во дивизијата Д, која што сега е видоизменета, а наредната Лига на нации ќе биде квалификациона за Европското првенство и според новите правила од Д дивизијата не може да се избори пласман ниту на Европско првенство, затоа во најмала рака треба да обезбедиме опстанок во С дивизијата. Сега во продолжение предлагам да ги видиме и да ги слушнеме изјавите најпрво на селекторот Игор Ангеловски, а потоа и на тројца фудбалери, тоа се Стефан Ристовски, Илија Несторовски. Стефан Ристовски беше капитен на овој надпревар, Илија Несторовски стрелецот на вториот гол за Македонија и на гостиварецот Висар Муслију. Да ги погледнеме изјавите. Важно е да го добиеме надпреварот и ја им честитам на фудбалерите затоа што ова беа ненормални услови за игра. Временска температура која, нели, сите добро. Надвор беше проблем од теренот, а не камоли внатре. Нормално е кога фудбалерите не се во пол надпреварачки ритм да има осцилации во играта, но сето тоа за наша среќа резултатски нели не влијаеше. Така да покажавме нов квалитет, нели, да одиграме на резултат што се вели. Така да јас немам замерки затоа што за мене е нормално после сета онаа пауза што следеше и во фазата на подготовка во која моментално се наоѓаат фудбалерите да одиграме ваков надпревар. Мене ми е криво што некој не размислија добро да нели што одлучи да играме во 3 часот, а уште и ни на малија број на измени, нели место 5 да имаме 3, така да мислам дека сепак некои што се задолжени за тоа треба и да мислат за здравјето на фудбалерите. Ќе бидам краток, пред се сакам да им честитам на момците, за мене ова се не е само трибод, ова е верувате важат овие трибода као злато, ова го кажам, може од страна фудбалски не изгледаш, али стварно може гајле ми е дали сме играли добар фудбал на ваков терен. Јас стварно сакам да упатам една порака до надлежните на градскиот стадион, ако ваков терен може да се одржи, а притом финале се играше пред 2-3 години Суперкуп, ова треба да е на срамота. Збориме за Македонија која сака да игра на Европско првенство. Ако вака мислат да продолжат со ваков терен, онак нека ни кажат со време да играме на некој друг терен, затоа што ова е срамота. Затоа ние сме по недели затворени во карантини за да дојдеме за да изгинеме македонскиот дрес и вака да бидеме пречекани. Стварно е една голема срамота, али повторувам, за мене ова више од трибода и честитам на момците. Па добро, најмалце битно дали Илија Несторовски или Алиовски даде гол на овој надпревар. Најбитно е што стартувавме овие квалификации за Лига на нации со победа. Знаеме во какви услови игравме, денеска игравме во ненормални услови, каде што беше 30 степени, во 3 сато и плюс, можам да кажам, не да биде сега дека
вреѓаме, али теренов никогаш не бил во полошо издание. Беше стварно тешко да се игра, али најбитно што стартувавме со победа и можам само голема пофалба до сите играчи, до сите што се вклучени во оваа работа, што ни возможуваат максимални услови, како од физио до доктори, до масери, до стручен штаб и стварно во вакви услови да се игра и да се победи стварно е една голема работа. Знаеме сите дека доста играчи не се во надпреварувачки ритам, ни почнаа припремите сега пред едно 7-8 дена, но имаме голем фонд на играчи. Денеска, како видиме на клупа беа Пандев, Трајковски, Велковски, Зајков и доста други играчи, значи тие сигурно дека максимално ќе бидат спремни за вториот надпревар. Имаме голем фонд на играчи и селекторот ќе може да направи 4, 5, 6 сигурно измени после овој надпревар и да ја задржи свежината во екипата. Требаше да почнеме со 3 бода, тоа е најважното, но не беше тоа игра што знаеме ние да направиме, но тоа не треба да најдеме excuse, причини, но треба да поправиме и ако не беше лесно на ова време на овој терен да се прави добра игра, но на крај важните се бодовите, но ова не ни прави стресни многу кога се направи на ваква игра, но треба да поправиме и следен надпревар да покажеме дека можеме многу подобро од оваа игра. Тоа беа размислувањата на селекторот Игор Ангеловски на дел од репрезентативците на Македонија. Во второто коло ќе играме против Грузија на гостински терен. Тој надпревар е закажан веќе утре во 18 часот по македонско време во Тбилиси. Можам да кажам дека Грузија е нашиот најголем конкурент за освојување на првото место во нашата група, така што ова ќе биде едно дерби на колото во втората група на С дивизијата од Лигата на нации. Освен Ерменија со кого што веќе игравме и Грузија со кого ќе играме утре, во нашата група е и репрезентацијата на Естонија, која во првото коло на домашен терен беше поразена токму од Грузија со 0:1. Во овој репрезентативен прозорец активни се и репрезентативците до 21 година. Тие веќе уште во четвртокот го одигра првиот надпревар во овој циклус, а во Скопје гостуваше европскиот шампион Шпанија, актуелниот европски шампион Шпанија во конкуренција за играчи до 21 година. Македонските репрезентативци одигра одличен надпревар. Долго време имавме 0:0 се до 82-та минута кога Шпанија успеа да постигне гол од пенал за 0:1, што на крајот се покаже и како конечен резултат. Меѓутоа, во 88-та минута Македонија не успеа да реализира пенал преку Димитар Митровски, односно шпанскиот голман Мартинес беше поуспешен и го одбрани неговиот удар. Убава можност за нашите млади репрезентативци да дојдат до бод против актуелниот европски шампион, меѓутоа можност за бодови ќе имаме веќе утре, кога младинската репрезентација гостува на Фарските острови. Надпреварот ќе започне во 15 часот по македонско време. Во моментов сме на третата позиција на табелата со 7 бодови, еден помалку од второ пласираниот Израел кој има 8, а на Европското првенство ќе се пласираат победниците од сите групи плюс 5 најдобри второ пласирани репрезентации. Тука е нашата шанса. Израел во четвртокот загуби од Фарските острови со 3:1 и тука е нашата шанса да се искачиме на втората позиција на табелата и да конкурираме за место на Европското првенство. Во продолжение ќе ја слушнеме изјавата од селекторот на репрезентацијата на Македонија до 21 година Благојан Милевски, како е тој задоволен од тоа што го одигра нашите млади репрезентативци против Шпанија, но и што очекува од дуелот со Фарските острови. Со тој голем фаворит, да, на хартија пред надпреварот, но сега кога ќе сумирам сите впечатоци, можам да кажам само една, дека сум горд на овие момци. Покажа како треба да се игра фудбал против една Шпанија. На сите
полинг на од сите фудбалски аспекти. И не само јас, него сите треба да бидеме горди на овој тим. Покажа дека има потенцијал и квалитет, уште многу да напредува и да биде у најмала рака конкурентна во европска рампики. Се согласам дека има слаби екипи денеска, што тоа се покажа на вчерашниот надпред на Фарски острови, која, нели, како што знаете дека победија против Израел со 3-1, значи слаби екипи, слаби репстации, слаби тимови не постојат денеска. Ако не влезете максимално спремни и максимално мотивирани во било кој надпревар, не можете да очекувате поволен резултат. Се надевам дека ќе се рекуперираме доволно добро, за да бидеме спремни за тоа што не очекува на Фарски остров. Спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип ќе го продолжиме со локален спорт, односно со актуелностите од фудбалот во нашиот регион. Второлигашот Тетекс има нов тренер, тоа е поранешниот македонски фудбалски репрезентативец Славчо Георгиевски Тупан. Од 2003 до 2011 година Георгиевски ги бранеше боите на македонската репрезентација, а сега седнува на кормилото на екипата на Тетекс на местото на Ивица Јовановски. Како што објави клубот на својата Facebook страница, соработката е раскината спогодбено. Не се наведува дека тоа е заради лоши резултати или заради нешто друго. Едноставно, само таква изјава има дека спогодбено се раскинува соработката. Ние бевме на промоцијата во петокот на новиот тренер на екипата на Тетекс Славчо Георгиевски Тупан. И во продолжение ќе може да го слушнете разговорот со него за тоа што тој очекува од неговиот ангажман во екипата на Тетекс, со оглед на тоа што сега за прв пат ќе има можност да биде шеф на стручен штаб на една екипа. Претходно има работен како помошник тренер во Азербејџан, а потоа и во екипата на работнички од Скопје. Да го погледнеме разговорот со Славчо Георгиевски. Славчо Георгиевски, нов тренер на фудбалскиот клуб Тетекс. Георгиевски, кои се очекувањата од новиот предизвик? Прв пат се назначен за шеф на стручен штаб. Пред се да поздравам вас, вашата телевизија и да изразам голема благодарност до раководството на фудбалскиот клуб Тетекс, што ми ја доверија оваа задача да бидам шеф на стручен штаб на еден од најголемите македонски брендови. Големо задоволство, но и голем терет носам со себе, затоа што мислам дека клуб кој што направил една историја во бивша Југославија, со самото име носи голема одговорност, што за мене представува задоволство. Не се плашам од предизвикот и чест ми е што започнам самостојна кариера како шеф на стручен штаб од еден од најголемите македонски клубови. Како очекувања во разговорите со раководството и со сите оние што веруваат во Тетекс, мислам дека не можеме да дозволиме еден таков бренд да биде на тоа место на табелата каде што се наоѓа сега. Меѓутоа, во фудбалот ништо не доаѓа преку ноќ. Затоа сме дојдени, затоа и разговаравме, ќе се потрудиме да одиме чекор по чекор, да изградиме нешто што некој пред нас го направил, а ние само треба да го продолжиме и да го надградиме за да Тетекс се врати на стазите каде што бил и каде што заслужува. Играчите денеска ќе се запознаете со нив. Дали делот нив ви се познати, дали знаете со што конкретно располагате и што може да очекуваме од овој состав на Тетекс? Да, секогаш, значи, клубови кои што ме интересирале во нашава република, сум ги гледал, така и еден од поинтересните клубови ми бил секогаш и Тетекс, нели? Делот над преварите, значи и првото и второто коло против Корапи, против Гостивар ги гледав на живо. Мислам дека има квалитет. Првиот надпревар, сами знаете, неискористен пенал, се загуби тој надпревар, вториот имаше водство, потоа имаше спад некој во играта, меѓутоа нема да го коментирам тоа што било, жалосно е што не се искористиле шансите. Квалитет има, треба да се надогради, сигурно. Се надевам дека заедно со мојот колега кој што доаѓаме тука да помогнеме, она што недостасува да го надградиме и заедно, нели, нормално со раководството, со играчите и на жалост најголемото наше појачање, да го речем, нашиот најглавен играч, војводите ќе не недостасуваат, меѓутоа се очекува и поддршка и од нив, заедно да успееме да постигнеме резултати и да се вратиме на стазата која што ја има зацртано раководството. Околу амбициите, кои се амбициите?
за оваа сезона? Дали бркање опстанок или можеби напад на некоја повисока позиција во врвот на табелата? Па на самот почеток кога се представивме, амбициите на Тетекс мислам дека се секогаш за висок пласман. Сега амбиции се едно, реалност е друго. Почињаме од нула, затоа што резултатите не се совпаднаа со тоа очекувањата, ќе мораме да идеме чекор по чекор, да се вратиме на победите, а после тоа како ќе поминува времето, да надоградиме играта. Ние се дојдовме тука, прво што кажав дека сакам да направиме стилна игра, кој што ќе биде препознати в Тетекс, а тоа е најтешко. Да срушиш е лесно, да изградиш е многу тешко. Сега најважно е прво менталитетот, да се пребродат овие кризи, да влеземе во ритам и да се вратиме на победничките патики, а после тоа веќе како ќе одминува времето, секако дека со добри резултати амбициите ќе растат. Тоа беше разговорот со Славчо Георгиевски, новиот тренер на второлигашот Тетекс. Георгиевски ќе има можност да дебитира веќе во сабота, кога екипата на Тетекс во рамки на третото коло ќе гостува на екипата на Велешта од истоименото Струшко село. Во првата женска фудбалска лига тетовските екипи забележа победи. Шкендија на домашен терен со убедливи 11-1 го совлада последно пласираниот Кочани. Хава Мустафа постигна 5 голови, Икмете Лимани 3, Брикена Шакири 2 и Анида Јахја 1 гол за екипата на Шкендија, додека единствениот гол за Кочани беше дело на Анета Ѓорѓиева. И екипата на Љуботен дојде до своите први бодови во годинешново првенство. На домашен терен ја совладаа Плачковица со 1-0. Единствениот гол беше дело на Јулија Живич во 74-та минута од пенал. На останатите надпревари Тиверија Атлетико 7-0, Каменица Саса Борец 8-0, Деспина Шкупи 11-0, Скопје Речица 4-0, топ гол Ас Юнајтед 3-4 и екипата на Истатов беше слободна ова кола. На табелата во водство се екипите на Каменица Саса, Тиверија и Деспина со по максимални 12 бодови после 4 кола, Шкендија на 6-то место со 6 бодови, додека Љуботен со победата со првите 3 бодови против Плачковица се искачи на 11-тото место. Во продолжение ќе ги погледнеме изјавите од тренерот на женскиот фудбалски клуб Љуботен Сузана Синадиновска, како и од стрелецот на единствениот гол Јулија Живич. Малку сум возбудена, значи задоволна сум од играта на сите фудбалерки, значи од голманот до сите што беа дел и од стручниот штаб. Преголема благодарност до играта. Мислам дека девојчињата пожртвувано се изборија и заслужено ги земавме 3 бода. Па лично сум задоволна од самата себе и мило ми е што и среќна сум што дадов 100% гол и се надевам дека ќе продолжиме со ова темпо да играме и да се бориме. Ви следува надпревар со Кочани во среда. Кои се очекувањата од тој надпревар? Па исто да победиме. Резултатите од четвртото коло на првата женска фудбалска лига воедно беа и последната содржина за денешниот спортски преглед. Вие немој да заборавите да ги уплатите вашите добитни тикети на уплатните места на спортските обложувалници Евротип. Меѓутоа, тоа можете да го сторите и преку онлайн обложувањето, преку вебсајтот на Евротип. Од сега на располагање ви е услугата да депонирање на средства и преку Visa и Mastercard картичките, односно во истиот момент ги имате парите на вашиот кориснички профил. И за крај, само уште едно мало подсетување, веднаш после спортскиот преглед ќе може да погледнете снимка од надпреварот од четвртото коло на првата женска фудбалска лига на Македонија помеѓу екипите на Љуботен и Плачковица. Довидување.